Возлюбени во преобразениот Христос, на почетокот како викарен епископ на Скопската митрополија, ви го пренесувам благословот на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, и ве уверувам во неговите горешти молитви за сите вас. Без друго на почетокот ја изразувам и мојата неизмерна благодарност кон високопреосвештениот митрополит на најсветата митрополија Крушевско-Демирхисарска, господин Јован, за поканата денес да бидеме заедно на оваа божествена мистагогија. Светиот Григори Палама вели дека собрано е она слово кое што со малку зборови изразува богата смисла. Да ја испитаме, значи, смислата на денешниот празник, кој што без друго е еден од најзначајните празници во годишниот циклус на Господови празници, бидејќи директно се осврнува на обожението на човекот, кое што е есхатолошката перспектива на божествениот домострој. Да го испитаме, значи, сите заедно значењето на денешниот празник и да се осврнеме на чистата смисла на тоа што се случи на гората Тавор, за да се исполниме сите со божествено озарение. На гората Тавор видовме премостување на онтолошката провалија, која што постоеше помеѓу човекот и Бога, бидејќи знаеме дека Бог по неговата суштина е неспознатлив за човекот, но апсолутно е причастен според неговите божествени енергии. Видовме, значи, на гората Тавор како апостолите се проникнуваат, се вкупното свое постоење го проникнуваат со несоздадената божествена благодат. Зар не сме повикани и ние да го направиме и да го правиме истото тоа што го прават и апостолите? Одговорот, се разбира, е да, но за нас е невозможно денес заедно со нив да се искачиме на гората Тавор, бидејќи едноставно речено не можеме да се вратиме во историјата. Тогаш, што е возможно за нас да направиме денес? Возможно е сите ние да се собереме како што и се собираме на божествената литургија и таа за нас да постане нашиот Тавор, на кој што причестени со телото и крвта Христови ке го созерцуваме Бога. Во црквата, возлюбени, постојат навистина безброј прекрасни обичаи, кои што сите ние сме повикани грижливо да ги негуваме, но се чини дека се ќе биде залудно доколку не успееме нашето постоење да го проникнеме со несоздадената Божја благодат и да ја созерцуваме нестворената Божја светлина. А за да можеме да ја созерцуваме светлината
И ве молам, обрнете внимание на следново што ќе го речам, за да можеме да ја созерцуваме светлината. Најбитно од се, за почеток, ние да ја возлюбиме вистината. Вистината да се прилепи за срцето наше. Затоа што Христос, кој што е сонцето на правдата и вистината, не им се открива на оние луѓе кои што говорат лага. Не им се открива на оние луѓе кои што со устата пројавуваат неправда или некогаш неправдата на дело ја творат. Туку им се открива единствено на оние луѓе кои што ја говорат и ја љубат вистината и кои што творат правда. Ним им се открива и им ги радува срцата со неговото блескање. Затоа, возлюбени, да ги отфрлиме делата на темнината и да ги твориме делата на светлината, та на тој начин да не бидеме само по традиција христијани, туку да бидеме действително сите ние заедно синови и ќерки на денот. Еден сликар го наслика преображението Христово така што сликата ја подели на два плана. Во горниот дел ја наслика светлината на преображението, а во долниот дел долината на плачот, без излезот на човековото постоење. Ние сите знаеме дека, согласно на Евангелието, овие два света повикани се и треба да бидат еден свет. Врзивната алка, која што ги соединува овие два света, е воплотениот и преобразениот Христос. Светот се преобразува само таму каде што Христос е присутен. За да се преобрази светот, потребно е таворската светлина да слезе во историската реалност. Затоа, како што слушаме од Евангелието, Христос ги повикува со себе своите апостоли да слезат помеѓу народот и да им ја посведочат светлината на преображението, светлината на Тавор. И уште нешто. Не е баш точно кога велиме дека Христос се преобрази. Се разбира, точно е, но треба да се дообјасни овој израз. Што точно значи? Христос на гората Тавор не се покажа таков каков што некогаш не бил, туку се покажа таков каков што секогаш е. Затоа во суштина отците на црквата велат дека Христос на Тавор им ги преобрази очите на апостолите. Поточно речено, им ги отвори очите на апостолите за тие да го видат Христа таков каков што секогаш е. Затоа нема да должам да се удостоиме и ние, според силите, да ја живееме таворската светлина, да се удостоиме и ние да ја созерцуваме несоздадената божествена благодат, та согласно на прекрасната поезија, согласно на прекрасната химнографија која што ја слушаме
на овој прекрасен фестивал на поезијата, би рекол, какви што се вечерната и утрената богослужба. И нам секогаш да ни биде осветлено за црнетото Адамово естетство. И ние секогаш да се наоѓаме во овој облак за кој што слушнавме во Светото Евангелие, облак кој што не носи дождови, облак кој што не носи бури и немир во животот на човекот, туку облак кој што на човекот му носи и го исполнува со светлина. Секогаш да се наоѓаме во соборната црква, која што нема да престане да не преобразува. Сега, секогаш и во вековите на вековите. Амин. Alleluia.